Премиерот Зоран Заев даде една изјава во јавноста која што кажа дека нема да бара оставка од функционерите кои што конкурирале за пари за фондот за иновации, кој што е вреден 10 милиони евра, бидејќи смета дека овие функционери му требаат и дека мора со нив да работи. Јас сакам да ве прашам, господине премиер, дали во СДСМ нема други луѓе кои што можат да ги заземат местата на овие луѓе кои што за жал вие викате не го прекршиле законот. Ја ќе ви покажам во неколку наврати дека го прекршиле. Ќе ви цитирам членови. Но вие викате се откажа. Што ќе се случеше ако не излезеше тоа во јавноста? Нивните средства ќе беа легнати на нивните конта. Тогаш, дали ќе ги повикавте да ги вратат назад парите? А доколку никогаш не се дознаеше, ќе останеше така и овие средства ќе отида кај функционери. Например, еве, вашата пратеничка на форумот на жени, Цветанка Ласкова, има конфликт на интереси со тоа што незината снаа добила 330.000 евра од овој фонд. Другите нема да ги... би сакала и до мојот колега да се обратам, бидејќи викате дека нема прекршен закон. Јас ќе ви го прочитам член 5 од Законот за пратеници, каде што јасно стои дека функцијата пратеник е неспојлива со извршување на стопанска или профитна дејност. Значи, ние како пратеници не можеме да бидеме собственици или оснивачи или кособственици на било кои предпријатија. Прво, најнапред сакам да ви се заблагодарам за искреноста, бидејќи јас во принцип ценам кога некој искрено зборува за некои работи и мислам дека не сте во право што не сте им дале на роднините да аплицираат за ајварот, бидејќи вие таму не сте собственик, но не можам да се согласам дека господинот Хочо Анѓушев требал да аплицира заради тоа што еве вака, кога ја гледам сликава, застанати против позади директорот на фондот, како вие ги делите и вие го најавувате огласот, мислам дека навистина не е доглесно. Ви благодарам, задоволна сум како вие одговоривте дека се однесувате, но не сум задоволна од однесувањето на вице-премиерот.